Добар ден, крипто ентузијасти. Денес ќе поразговараме за една битна тема, а тоа е Polygon, односно Matic токенот, кој што како таков представува second layer солуција на Ethereum, кој што исто така беше и дел од нашето, да речем, додаден во нашето портфолио со последното купување кое што го направивме на 20 декември оваа година, кога имавме повторен пат на пазарот, каде што одлучивме дека е време малку да го зголемиме, да речем, разликата во нашето портфолио, со тоа што моментално одлучивме дека 10% од преостанатите 30% кои што ги имавме во тој момент од стейблкоини ќе ги пренамениме во Polygon, кој што моментално представува негде оприлика 4,6% од нашето портфолио. Ова е оприлика, нели нормално, со оглед на фактот дека пак ќе напоменем, имаме некои коини уште од претходниот bull market кои што не ги рачунаме во ова ново портфолио кое што го правиме исклучиво за 2024 година и кое што во моментов со оглед на фактот дека и Polygon практично би бил дел од смарт контрактите затоа што самиот по себе представува смарт контракт иако е layer 2 солуција на Ethereum. Значи тој повторно би бил дел од оваа прва категорија како и еден од најголемите коини нормално во моменталниот да речем market cap selection. Така да поради оваа причина, значи гледаме дека моментално портфолиото пак не е така речено едноврсно, со оглед на фактот дека поголемиот дел од коините кои што ги имаме се смарт контракти и една нормално Ripple која што е дигитална валута, но на крајот од денот нормално ова е само првенствено поставување на нашето портфолио кое што нормално понатаму ќе се промени како ќе се движиме во понатамошниот дел во самиот bull market. Така да се додека не утврдиме дно на биткоин, се уште ќе бидеме некако конзервативни во однос на моменталната селекција на коини кои што ги имаме во нашето портфолио. Тоа што остануваат уште 20% од нашето портфолио, како што кажавме, ова е во случај да добиеме Black Swan event кој што би бутнал цената и подолу од она што моментално се наоѓа самиот криптопазар, така да секогаш треба да имаме нешто во резерва во случај да имаме таква ситуација, нели да имаме што велат барут, за да можеме да купиме уште нешто на уште подобра цена. Како и да е, значи ова е токенот кој што одлучивме да го збогати, да речем, нашиот диапазон на различни валути кои што ги имаме во портфолиото, со тоа што денеска ова ќе биде како на некој начин вовед во истражување на нови токени. Значи се сеќавате, тоа е една од оние теми кои што треба да ги обработиме во однос на полот кој што го имавме на нашата страна за правење на соодветно истражување за тоа како еден нов коин треба да го истражите и што се треба да прогледнете кога станува збор за додавање на еден коин во вашето портфолио. Значи ова нека биде практично примена да видите како тоа се прави, а потоа нели ќе направиме едно или две, ќе видиме колку е потребно посебни видеа во кои што ќе разговараме точно што треба да земете во предвид, со тоа што значи овде ќе вклучиме се од објаснување што представува технологија Polygon, како исто да се применува во светот, до значи понатаму ќе објасниме нејзина токеномија, колку има распределено во светот, колку постануваат, дали станува збор за, нели во случајот веќе знаеме нормално дека станува збор за коин, не за токен, ќе видиме во однос на тоа каква е неговата децентрализација, однос на волетите кои што го поседуваат овој токен, на тој начин ќе знаеме дали е децентрализиран или не, и многу повеќе за тоа што ќе имаме и дел со фундаментална анализа во однос на кои се неговите партнерства и што понатаму очекуваме, како и техничка анализа за тоа каде моментално се наоѓа и што очекуваме од него во иднина, со тоа што техничката анализа ќе оставиме за крај и ќе поразговараме за неа пред самото завршување на ова видео. Така да земете ова како еден практична примера на тоа како се прави едно целосно истражување за еден токен, со тоа што ние нели ова го имаме спремно. Вие ќе треба тоа да го направите буквално од нула, но е добар почеток за да имате идеја како изгледа еден целосен концепт на истражување на еден коин. Значи самиот Polygon историски знаеме дека потекнува од 2019 година кога истиот се појавува на пазарот преку Binance, верувале или не, иако моментално е ERC20 токен. Значи самиот по себе е смарт контракт, но е базиран на EVM, односно на самата Ethereum мрежа, со тоа што моментално, значи, тоа што треба да го знаеме за неговиот почеток е дека истиот потекнува од Binance и како таков е на почетокот Binance токен, првиот Matic, па потоа се ребрендира во Polygon како солуција за скейлинг на Ethereum, со тоа што почетокот значи има соодветни соодветен ICO на Binance каде што собира повеќе од $5.6 милиона,
и понатаму нели почнува да се развива, со тоа што идејата на Matic е многу уникатна, што ова е нивната официјална страна polygon.technology, каде што може да видите се поврзано со Matic, но ние ќе направиме многу подобар deep dive, да речеме, со тоа што ќе објасниме точно што уствари представува Polygon и Matic за Ethereum и зошто се толку битни, и ќе објасниме како оприлика изгледа самата архитектура на Polygon. Значи, генерално, знаете и сами дека самиот Ethereum е премногу бавен за да може да функционира нормално во моменталната ситуација во криптосферата, со тоа што со цел да се направи солуции со кои што ќе може да се надмине оваа ситуација, односно преголемата цена за трансакции на Ethereum, како и премногу бавното исполнување на овие трансакции, затоа што Ethereum е еден од најстарите, знаеме и сами, блокчейн проекти. Значи, во оваа ситуација се појавува Polygon Matic, кој што моментално представува своевидно така речено најголемиот second layer солуција на Ethereum за негово намалување како на брзината, така зголемување на брзината и намалување на цената по која што треба фактички да се плати за една Ethereum трансакција. Сега, значи овдека нема да го објаснуваме тоа, значи затоа што е сувопарно е текст, јас ќе се обидам тоа да го објаснам на овој начин. Значи, идејата на Polygon како блокчейн, како посебен проект е да направи, значи, неговата архитектура е така интересно направена што не само што он самиот по себе е layer 2 солуција, туку дозволува на други проекти да прават layer 2 солуции во поврзани со Ethereum или со некој друг, да речем, проект, со тоа што истиот нуди опции за сите оние проекти кои што се развива на Polygon како Polygon Smart Contract, значи кој што го користат самиот Matic како мрежа за развивање на својот проект. Истите да одлучат дали истите ќе бидат значи ERC-20 токени или ќе бидат токени на самата Polygon мрежа. Значи, овдека можеме да видиме неколку избори кога конструирате. Значи, ова е нешто слично, ако се сеќавате, кога разговаравме за Engine. Значи, Engine представува своевиден софтвер кој што помага на останати блокчейн технологии да создадат софтвер кој што нив им е потребен за NFTs. Така, значи, фактички ви дава широка работна маса, така речено, каде што вие може да одберете што точно сакате да одберете од опциите кои што ги нуди неговата архитектура, како блокчейн смарт контракт технологија, и истите да одлучите, значи, кои се најдобри за вас како проект. Сега, ова е многу интересно направено со тоа што, значи, идејата на самиот Polygon како блокчейн моментално е дека ги обединува сите моментални постоечки значи layer 2 солуции за Ethereum. Односно, истите работат практично на самиот Polygon, кој што како таков е своевидно конекција, односно интероперабилна, да речем, интероперабилно ниво на сите layer 2 солуции околу Ethereum, кои што помагаат за забрзување на Ethereum и за поевтинување на неговите трансакции. Дури и после POS, откако самиот Ethereum моментално представува POS наместо Proof of Work. Сега, овдека можеме да видиме дека истиот се содржи од 4 леера, да речеме самиот блокчейн, значи нема да навлегуваме премногу детали, затоа што е премногу збунувачки, значи има многу од ова што е програмски дел што вас не би ви интересирал толку, но мораме од прилика да знаеме за каков проект станува збор и колку е битен истиот. Значи, додека не сватите која е суштината на проектот, тоа е првата битна работа. Треба да видите зошто овој проект е толку незаменлив, која е неговата, да речем, уникатност кој што го прави поинаков од останатите проекти на пазарот. Сега, во оваа ситуација, значи знаеме дека прво и најбитно е тоа што Polygon самиот по себе е EVM, односно Ethereum Virtual Machine Compatible. Со тоа што сите проекти на Ethereum можат во било кое време да мигрираат на Polygon и обратно од Polygon на Ethereum. Со тоа што веќе Polygon самиот по себе има свој блокчейн екосистем и истиот е смарт контракт сам за себе. Иако Polygon постои и како ERC-20 токен. Значи, тоа се две паралелни ситуации во кои што истиот постои. Со тоа што сега моментално разговараме за самиот блокчейн екосистем кој што тој го креира. Со тоа што, значи Ethereum layer во оваа ситуација е доколку сакате фактички да, иако вашите токени се ERC-20, истите можат да функционираат и на Polygon мрежата. Со тоа што кога вашите токени се ERC-20, истите дополнително користат Ethereum мрежата за security, за scalability, затоа што станува збор за огромна и една од најсигурните мрежи на светот. Така.
Security layer. Security layer е вториот layer, односно второто ниво на Polygon, кој што значи ова се фактички опции кои што Polygon ги нуди на потенцијалните проекти кои што сакаат да се развива на неговиот блокчейн екосистем. Втората солуција е уствари нуди свој левел на значи на безбедност, на security, кој што е изграден од неговите POS во оваа ситуација, затоа што тој самиот по себе има валидатори и нодови, што го прави, како што рековме, POS, значи само момент да не каде е. Го промашив неколку пати. Добро. Значи, Polygon самиот по себе рековме дека е POS, Proof of Stake технологија, смарт контракт, кој што како таков содржи своји валидатори и своји, значи во случајов практично во оваа ситуација вие може да имате нод на Polygon, да скратиме работата. Значи, идејата е дека во било кое време може и вие да отворите нод на Polygon, кој што како таков има неколку, значи дури и Polygon самиот по себе има неколку второстепени солуции со кои што му помага на Ethereum. Затоа нема да навлегуваме во детали, но ова е само за да ви објаснам како прилика изгледа. Значи, преку неговата мрежа на валидатори, во случајов нодови, истиот ви нуди да ја користите неговата мрежа. Значи, вие, например, ќе имате ваш токен, но ќе ја користите мрежата на валидатори на Matic со цел да постигнете повисок степен на сигурност на вашата мрежа. Сега проблемот е во тоа што, значи, вие користите туѓа мрежа, односно користите туѓи валидатори кои што доколку се случи да ги снема, тогаш фактички вие се ставате во ситуација, значи сигурноста на вашата мрежа да падне драстично, затоа што вие фактички се попирате на нивното постоење, на нивната работа. Сега, значи ова се оние работи за кои што фактички вие треба да одлучите што вас ви се свиѓа повеќе во однос на тоа кога правите, да речем, некој блокчейн проект на самиот Polygon, со тоа што овие две нивоа не се задолжителни. Значи вие може, но не мора да ги имате во она што го бирате, да речем, за кога конструирате. Сега, додека овие две се незадолжителни, да речем, третото и четвртото ниво се задолжителни и мора да ги имате во вашиот фактички блокчейн со цел да постоите на самиот Polygon. Со тоа што во оваа ситуација, значи, имаме Polygon Network Layer, каде што фактички вие користите, значи, вашиот проект постои на смарт контракт платформата на Polygon, но има свој токен и нели својата токеномија и се, но истата е изминтана на самата Polygon, самиот Polygon блокчейн. Исто како што вашите токени се ERC20, во оваа ситуација истите се матични на Polygon, но самите по себе нели представуваат свој виден токен кој што е поврзан со вашиот блокчейн. И последното, execution layer е уствари execution layer представува нивото во кое што самиот Polygon се уште ја користи EVM машината на Ethereum со цел нели да овој блокчейн самиот по себе постои, ги запишува трансакциите, значи сето тоа представува фактички своевидно користење на истата таа EVM Ethereum Virtual Machine која што го води Ethereum, но во оваа ситуација Polygon ја користи истата за водење на својот блокчейн. Така. Значи оној основен смарт контракт. Сега, како што кажавме, сега, самиот Polygon моментално содржи повеќе layer 2 солуции кои што работат заедно, значи во ист момент на истиот блокчейн, односно на самиот Polygon, со тоа што основните се Polygon POS, онаа мрежа за која што разговаравме, Polygon Plasma, тоа е првата мрежа која што постои уште од Matic токенот, како и Optimistic Rollup, ZK Rollup, значи ова се нови солуции кои што моментално се додава на целата оваа мрежа на Polygon, со тоа што сите овие нови проекти кои што работат како layer 2 солуции се уствари интегрирани во самата мрежа на Polygon околу Ethereum со цел да помогнат со неговиот scalability. Проблемот е, значи, да речем, може да се случи ситуација во која што некој од овие, да речем ZK Rollups, може да бидат по-практични или по-исплативи или по-брзи, како и да е, што може луѓето да почнат директно да ги користат без при тоа да го користат Polygon, со тоа што ако ваквите солуции сами по себе станат популарни од Polygon, тогаш може да го завземат неговото место, но сега за сега тоа не е возможно, посебно со оглед на фактот дека неговата големина сама по себе, значи дава поголема опција дека ако нешто тако дојде да биде, да речем, по-исплатливо, по-брзо или по-добро од самиот Polygon, може да се случи истото да биде абсорбирано од Polygon, што е многу поголема веројатност од да биде, да речем,
како во ситуацијава да го превземе неговото место, така да тоа е една од основните работи кои што го покажуваат тоа дека Polygon и понатаму ќе остане да биде најголемата Layer 2 солуција на Ethereum, затоа што истиот е така изграден да ги абсорбира сите оние кои што сакаат да се вклучат во оваа мрежа на scalability и брзина на самиот Ethereum. Сега, значи, запамтете дека самиот по себе содржи повеќе разни солуции кои што нели помеѓу себе има интероперабилна можност да работат на истиот овој блокчейн левел, на овој екосистем, со цел да овозможат подобар scalability на Ethereum. Сега, значи, ова може да го споредите затоа што идејата на Polygon е многу слична со Polkadot и со Atom. Значи, Polkadot самиот по себе се сеќавате, како рековме, тоа е Layer 0 солуција, која што како таква исклучиво има за цел да даде интероперабилити, односно овој тип на архитектура и на блокчейн технологија дава можност на сите оние кои што се интегрирани во тој блокчейн екосистем да функционираат помеѓу себе интероперабилно, односно било кој од овие токени може да биде транспортиран во било кој друг од овие блокчейн проекти, без при тоа да има потреба посебни бриџови, односно мостови. Истата ситуација е и овде, само што тој тоа го прави моментално за scalability проекти за Ethereum, но моментално почнува да биде и многу повеќе од тоа. Затоа и го имаме овој моментално екосистем кој што се развива на самиот Polygon, значи Polygon стана многу популарен, затоа што неговата технологија не е само за да го забрза, да речем, или го подобри scalability-то на Ethereum, туку сам по себе моментално се покажа како многу добар интероперабилен блокчейн, кој што како таков се обидува буквално да го направи тоа што Atom се обидува, да направи што поголем број на проекти и блокчейн продукти, да речем, самите по себе, да бидат конектирани едни со други и да функционираат на исто ниво на технологија. Значи, кој ќе успее тоа да го реши како проблем, сигурно ќе има осигурано место во иднината на Web3 и на блокчейн технологијата, затоа што тоа е еден од најголемите моментални проекти кои што го имаме. Со тоа што ваквата солуција, како што рековме, која што ќе успее да го реши проблемот на интероперабилност на сите проекти моментално, на целата блокчейн технологија, сигурно ќе има осигурано место за иднината на генерално целиот блокчейн како следен сектор кој што се развива моментално. Сега, тоа е во однос на неговата корисност и зошто истиот е толку многу битен во однос на Ethereum како втор по големина блокчейн проект, како и за неговата лично развивање како екосистем кој што моментално има огромно гледајте, значи еден од најдобрите кои што моментално се развиваат во овој bear market. А знаеме дека оние кои што се најактивни во bear marketот се оние кои што можеме да очекуваме дека на вистина ќе имаат просперитет и во следниот bull market. Тоа е еден од основните начини на кои што можеме да определиме колку еден проект, да речеме, ќе има потенцијал. Значи, мораме да видиме развој, односно работа за време на bear market. Сите оние кои што се дормант, односно кои што спијат за време на bear market, знаеме дека истите нема намера, значи тоа кога вие во bull market почнувате да градите, кажува многу за вашиот проект. Оние кои што градат во bear market, тие се оние кои што навистина треба да ги почитувате и тие се оние кои што навистина ќе останат овдека долго на пазарот, иако не можеме да бидеме сигурни, секогаш постојат ситуации поради кои што може да се случи еден проект да пропадне, но работата е со нашето истражување да намалиме што може повеќе од оној процент кој што е можен дека навистина еден проект ќе пропадне. Така да во оваа ситуација мора да ги земете сите овие работи во предвид, за да може да утврдите дека навистина овој проект има потенцијал. Значи, гледаме дека моментално истите работат со POS системот долго време, со оглед на фактот дека моментално повеќе од 521, скоро 522 милиони долари се дистрибуирани преку стейк, затоа што вие може да стейкате матик на Polygon мрежата и за тоа да добивате нели фактички награди, затоа што POS знаеме и сами дека сите овие нодови фактички заклучуваат дел од своите матик токени со цел да им биде дадено нели право да бидат нодови, додека вие можете да учествувате во нечиј нод и на тој начин да добиете дел од неговата награда. Сега, значи 2,6 билиони само во стейк моментално има матик заклучени. Имајте го тоа пред. Сега, следно затоа што како и Etherscan, значи како Etherscan, така и самиот Polygon има свој Polygon Scan, кој што како таков може да ви помогне да најдете било кој, значи зошто е тоа битно?
кога веќе станува збор за смарт контракт платформа, истата мора да има ваков тип на своевиден софтвер кој што нели е представен со нивната страна polygonscan.com, каде што за било која да речем трансакција која што е направена на овој блокчейн или пак проект, може да најдете информации, само треба да запишете овдека, да речем бројот на транзакцијата или името на проектот и слично, каде што ќе ви даде, како што е на Etherscan, значи ова е буквално така речено исто, каква е ситуацијата моментално со нели одредениот проект. Сега, тоа е само за да ви покажам каде може да наоѓате за проектите кои се развиваат на Polygon. Но она што треба да го провериме е да провериме самиот проект, затоа што истиот е развиен моментално и основната технологија се уште се наоѓа на Ethereum, значи можеме да најдеме се што ни е потребно за Polygon и неговата децентрализација. Сега, што треба да направиме? Одиме на Etherscan, запишуваме Polygon и ќе ни го даде како проект. Значи Polygon Matic токенот, ево го отвараме. Значи сите овие проекти кои што се развиваат на соодветна смарт контракт платформи, можеме да ги најдеме на своевидниот да речем сайт каде што можете да ги видите сите трансакции, затоа што како што рековме, ова се посебни сајтови кои што се наменети со цел да можете да најдете соодветни информации во блокчейнот, односно во леџерот на оваа смарт контракт технологија. Во случајов Ethereum. Со тоа што доколку го напишеме нели името на проектот Polygon Matic, го најдовме, можеме да видиме колку има, значи основните информации да ги видиме за него. Пред да продолжиме со ова, сакам прво да напоменам дека многу едноставно може тоа да го погледнеме, значи во однос на токеномијата, да го погледнеме на CoinGecko или на било која друга страна која што користите, но јас не користам CoinMarketCap затоа што истиот е поседуван од Binance и таму многу од информациите се изменети да одговараат на Binance, да бидеме реални. Така да заради ова користам CoinGecko што се уште е децентрализиран и неутрален. Во оваа ситуација можеме да видиме дека тоталниот supply на Polygon Matic е 10 билиона, со тоа што веќе 8,95, значи тоа е скоро 9 билиона се веќе во циркулација. Тоа е многу добро, затоа што колку е поголема разликата и колку повеќе токени имаме кои што не се пуштени во циркулација, тоа значи дека толку повеќе овие токени кога ќе дојдат во циркулација, односно кои ќе бидат пуштени, затоа што најчесто тоа се заклучени токени или се дадени на, да речем, тимот или како и да е, кога истите ќе бидат пуштени на пазарот, ќе предизвикаат паѓање на цената. Тоа е нормално, затоа што се додека овие токени се заклучени, тоа значи дека истите не може да предизвикаат паѓање на цената кога ќе влезат на пазарот, затоа што некој ги продал нормално. Во оваа ситуација значи имаме само 1/10 од вкупната количина на токени кои што постојат и кои што некогаш ќе постојат на Polygon Matic, со оглед на фактот дека истите имаат capped supply, значи не е како Ethereum кој што постојано се произведува, овдека имаме само 10 билиони и тоа е тоа, со тоа што моментално 1/10 средства кои што не се пуштени во оптек е многу добра ситуација. Верувате, има проекти кои што имаат 70% од токенот кој што не е пуштен во циркулација, така да ова е многу добро ако мене прашувате за токеномија и моментално во однос на она што го имаме на пазарот. Значи, може да го видите овде, 10 билиона Matic, тоа е тоталниот supply, со тоа што имаме околу 566.000 луѓе кои што ги поседуваат моментално сите овие токени заедно. Сега, мораме да видиме дали има децентрализација на овој токен. Како го правиме тоа? Значи, коин фактички, но овде ќе биде токен со оглед на фактот дека неговата основна технологија се наоѓа се уште на EVM на самиот Ethereum. Значи, видовме за токеномијата, токеномијата е добра во оваа ситуација со оглед на фактот дека имаме само мала количина кои што не се пуштени во оптек и навистина мене не ми се допаѓаат многу такви проекти каде што има бескрајно циркулација која што се произведува. Најчесто гледам такви проекти да речем, нели, не ги земам во превид, сега не може да не го земам Ethereum, со оглед на фактот дека има многу добар механизам како го решиле тоа, но генерално гледам повеќе ми се допаѓаат проекти кои што имаат capped, односно кои што имаат точен број на токени, како што е например самиот пример со Bitcoin, затоа што тогаш знаеме дека нема да може да се изминта нови токени поради одлука, да речем, на заедницата или слично, и на тој начин да ја намалат цената. Така да затоа многу повеќе ми се допаѓаат capped, да се знае дека ограничена е количината на коини токени кои што може да ги има проектот кој што сакам да го инвестирам. Со тоа што оваа ситуација како можеме да провериме дали е децентрализиран. Тоа е многу битно. Значи, на Etherscan го пишуваме, го наоѓаме токенот, потоа одиме на Holders. Значи, во Holders можеме да видиме кои се најголемите моментално поседувачи на овој токен. Со тоа што гледаме дека заклучените токени кои што ги има во POS staking контрактот се 36,5% од целосниот supply, што е одлично.
тоа значи дека на вистина многу од луѓето кои што поседуваат Matic токени веруваат во POS мрежата, да не забораваме овде дека спаѓаат 10 валидатори, така да во оваа ситуација можеме да видиме дека голем дел од овие токени постојано ќе бидат заклучени, затоа што значи не може да ги отклучите со оглед на фактот дека ако ги отклучите вие треба да го запрете вашиот валидатор да работи, а не верувам дека него тоа би сакал да го направи со оглед на фактот дека го направил самиот валидатор. И Plasma Bridge тоа е уствари она прва мрежа која што потекнува уште од Matic токенот, која што исто така поседува 8,8 скоро 9% од, значи повторно ова е Layer 2 солуција. Значи ова не е дека некој ги држи овие токени, туку овие токени се заклучени во Plasma Bridge Layer 2 солуцијата, како што е и POS staking контрактот. Потоа, моментално имаме 5% заклучени во Ecosystem Growth, кои што јас верувам дека се уствари оние кои што се добиваат за стейкинг. Со тоа што значи ова е буквално сосема безбедно место каде што истите поседувам, че ова е некој препоставок, сега се уште не сум до толку нели запознаен, се уште учам за овој екосистем, но идејата е најчесто постојат таков тип на посебни новчаници кои што се користат со цел инсентивизирање на екосистемот. Сега дали ова е за значи стейкинг самиот по себе потекнува од оние supply кои што се уште не е доделен. Најчесто така се прави, да речем, самата технологија. Односно оние токени кои што се уште не се отклучени се даваат за staking rewards со цел да се одржува мрежата и понатаму. Но во оваа ситуација можеби тоа е уствари со цел доделување на некои нови проекти, треба да проверам точно што станува збор, но можеме да видиме дека станува збор за нешто што нема да биде отклучено и продадено во еден момент. Ме разбирате? И во таа ситуација повторно станува збор за 5%. Така. Foundation контракт е сега. Ова е уствари колку тимот поседува. Че тимот поседува само 4,6%, што е ништо. Значи 4,6% е ништо со оглед на фактот дека некои тимови алоцираат дури не знам 60% од нивните токени на својот тим, што е многу добро. Binance, затоа што самиот Binance, ако се сеќавате, ви кажавме дека представува платформата од која што потекнува Matic токенот, со оглед на фактот дека ICO-то е реализирано на Binance во 2019 година, така да поседува 3%, што е реално не е голема работа. Vesting контракт, ако не се лажем, исто и ова е поврзано со самиот стейкинг. И сега веќе понатаму гледаме дека ова се веќе од овој момент па надолу представуваат wallet-и кои што на вистина поседуваат Matic токени, што ова се официјални лица, поединци или компании кои што поседуваат Matic токени и гледаме дека нема повеќе од 1,7%. Што значи дека децентрализацијата на овој токен е одлична. Затоа што како што можеме да видиме сето ова што е во голема количина е заклучено во своевидни layer 2 солуции, кои што нели како такви не може да се, значи едноставно не може да се расплетат. Прво, Ethereum многу му се потребни и поради тоа за да се распадне ваков тип, значи треба комплетно да престане да постои Polygon за да дојде до бришење на овие 36%. Се разбираме? Посебно со оглед на фактот дека ова е поделено помеѓу 100 валидатори, кои што видиме дека моментално има активни 100 валидатори, значи ова е поделено помеѓу 100 валидатори и не може вие да ги натерате 100 валидатори да продават, така. Е сега, значи гледаме дека генерално освен Binance кој што е нели, оној кој што го иницирал овој проект, значи останатите имаат само по 1,7%, што е реално не е доволно силна позиција да може да направите некои големи промени на Polygon како коин токен. И мене ако ја прашувате, тоа е сосема солидна, добра децентрализација. Децентрализација ви е потребна поради тоа што ако се деси ситуација како што е на пример ситуацијата со Dogecoin, каде што имате огромни wallet-и кои што поседуваат огромна количина од supply-от моментално на Dogecoin, тие во било кое време можат да ја урнат цената, значи многу едноставно, само треба да го продадат тоа што го имаат и на тој начин да направат општа паника на пазарот за овој токен и да манипулираат цената како сакаат. Но не може да го направат тоа ако нивната максимум supply е 1,7%. Не може. Дури да пробаат ќе биде некој мал пат, но тоа нема толку многу да се одрази, така. Затоа децентрализација е исклучиво битна работа кога станува збор за wallet-ите кои што го поседуваат коинот или токен кој што сакате да го купите. Е сега, значи ова е само за да ви покажам, следниот дел е фундаменталната анализа, кој што сакам да ви покажам дека моментално самиот Polygon во текот на овој bear market има исклучиво добар напред, исклучиво. Нешто на кое што јас, например, му завидувам. Значи, ова е нешто што вие не може да го знаете, значи многу од овие проекти најчесто добиваат ваков тип на соработка, но нормално тоа е нешто што вие ќе го дознаете најчесто кога е завршено. Така да знаете дека каква ќе биде неговата, да речам, работа во текот на овој bear market, многу поинаку ќе размислував за моето портфолио на почетокот, но подобро да бидеме сигурни отколку нели да е сега. Значи ова е тоа што ви го кажувам.
Значи Polygon не познава длабок дип, се разбираме. Иако во овој момент е повеќе од 70% во корекција, истиот не познава такви длабоки дипови од 99% како што е на пример ситуацијата, така да тоа е многу добро за овој токен што ни покажува дека истиот навистина има солидна иднина. Сега ќе ви покажам од каде тоа потекува. Значи, за да видите дали одреден проект навистина има солидна иднина, е многу битно да видите кои се неговите партнери. Во оваа ситуација, значи, ќе погледнеме на сите големи партнери кои што само ова зима склучија договор со Polygon за соработка на еден или на друг начин, со тоа што ќе пробаме да обработиме каков тип на соработка имаат помеѓу себе и што истата значи за овој проект, со тоа што пак запамтете кои имиња ќе ги спомнам и кажете ми дека таквите имиња немаат солидна иднина кога станува збор за еден криптопроект. Значи, прво 46 милиони нови wallet-и се отклучени, тоест се создадени, кои што моментално посетуваат Matic. Значи, ова е 9 ноември и станува збор за последните 6 месеци. Значи дека во најдлабокиот дел од bear маркетот станува збор за, значи ако е ноември, ова би било некаде до прилика април-мај. Значи од мај па до ноември прилика имаме 46 милиони нови новчаници кои што моментално има Matic. Така, нови луѓе кои што купиле Matic. Со тоа што можеме да погледнеме овдека, значи на Polygon POS, тоа е, рековме, нели, основниот чейн, односно блокчейн на кој што истиот постои, кој што гледаме дека после неговото формирање, нели сега 2021 година нормално, истиот гледајте моментално од 2021 после самиот bull market, значи во ниту еден момент не се намалува бројката на адреси кои што ги поседуваат Polygon. Така, ниту во еден момент. И во најголемиот bear ништата само се заблажува. Значи ни во еден немаме пад на адресите кои што поседуваат Polygon, туку само се зголемува. Со тоа што моментално имаме, гледајте, скоро 200 милиони уникатни адреси кои што поседуваат Polygon Matic. Тоа е многу добра работа. Значи дури ни bear маркетот не испречил луѓето да купуваат Matic понатаму. Значи јас ги наредив така речено според нивната големина горе-доле, но сите се битни. Оние кои што моментално имаат соработка со Matic. Значи Disney е една од најголемите филмски корпорации во светот, знаеме сите, посебно со оглед на фактот дека моментално купија еден тон франшизи за најбитните, да речам, најголемите филмски, да речам, не продукции, туку имија како Star Wars, како Pirates of the Caribbean и слично, со тоа што Disney ова беше во јули 2022 година, но е многу битно и никогаш не го заборавив, уште тогаш реков влезе Disney, че замислете со кого. Значи идејата зошто е толку битна. Disney практично направил надпревар помеѓу компании со тоа што нуди 6 места на одредени компании во секој нормално засебна сфера, кои што ќе бидат дел од новиот сектор на развивање на Disney, со тоа што истиот со цел да направи значи ова е NFTs, Artificial Intelligence и Augmented Reality, значи тоа се трите дела во кои што сака да се развие Disney нормално, значи ова е фактички припрема на Disney за да влезе во метаверс, да бидеме реални. Тоа е тоа што моментално сите го сакаат, Web3, метаверс, значи тоа се основните работи на кои што гледаат сите. Со тоа што и Disney нормално нема да си дозволи да биде изоставен од ова, да речем, следно ниво на технологија која што надоаѓа, со тоа што, значи, од овие 6 компании кои што се handpicked, значи бирани еден по еден, само Matic, односно Polygon, представува едно од овие 6 која што се занимава исклучиво со блокчейн и NFTs. Значи само они. Замислете во ситуација во која што Disney сака да развие своја собствена сфера на Artificial Intelligence, Augmented Reality и NFTs, да го одбере исклучиво Polygon како блокчейн технологија која што ќе помогне да тоа да се направи. Значи можете да замислите со тоа што, значи, имаше огромен грант кој што им беше даден, канцеларии во Disney. Значи доста голема работа беше. Ово гледав тогаш многу поголема вест, но како и да е, тоа беше многу голема работа во однос на развојот на Matic. Значи ова е прв, така. Да видиме кој е следен. Следен е Atari. Знаете и сами дека, посебно оние геймери како мене, знаете дека Atari е едно од најголемите имиња во гейминг индустријата, со тоа што моментално Atari сака својот токен да го практично промовира преку Layer 2 солуцијата на Polygon, со тоа што фактички они имаат свој токен кој што ќе биде практично пренаменет на Polygon технологијата и истиот ќе резидира фактички на Polygon екосистемот.
Значи, Atari моментално својот токен ќе го има на Layer 2 солуцијата, односно на самиот блокчейн на Polygon и нели популарноста на Polygon сам по себе ќе помогне и неговиот scalability за Atari да може нели да го користи овој токен на каде планира да го користи така. Но како и да е, замислете исклучиво право да му дадете на Polygon да го имате целиот ваш да речем проект, односно блокчейн токен на неговиот екосистем. Следно е сега, во оваа ситуација станува збор за неколку партнери кои што се исто така многу битни, за кои што првиот нема да разговараме затоа што дека го имаме посебно, а тоа е Instagram. Додека моментално ќе го спомнеме JP Morgan. Значи јас не знам зошто баш одлучиле на Polygon, со оглед на фактот дека Polygon нема таква технологија генерално, че многу подобри проекти има за оваа технологија како да речем Stellar или XRP и слично. Значи JP Morgan за своите прекогранични трансакции се одлучил да го користи Polygon, со тоа што веќе и започнал со cross-border трансакции користејќи го Polygon како блокчейн. Значи JP Morgan е една од најголемите банки во Америка и една од најпознатите банки во Америка, која што знаеме и сами е многу скептична, беше многу скептична за крипто технологија, за наједнаш да го смени своето мислење, да не ви се верува. Банкар го сменил своето мислење. Тоа е неверојатно, така. Значи тоа е исто како политичар кој ќе го смени неговото мислење, па исто и банкар. И во оваа ситуација, значи, како и да е, нели, во ред сегаш на наша страна, пред тоа беа комплетно против нас, значи, гледаме дека моментално имаме промена во состојбата на тоа како JP Morgan гледа на криптосферата, со тоа што почна да го користи Polygon за гранични трансакции, што е одлично ако ме прашувате. Сите овие играчи големи кои што ќе се интегрираат во криптосферата, само ќе помогнат во нејзиното растење и Reddit, знаете и сами, најголемиот форум на светот, значи моментално најголемиот форум на светот, моментално има сите NFTs кои што се користат за значи аватар, на да речем вашиот аватар на Reddit, се направени и изминтани преку самиот Polygon, а знаеме дека како најголем форум и знаеме дека многу се загрижени луѓето за нивниот аватар, реално во денешно време, многу повеќе пари може да направите на скинови и аватари отколку на генерална технологија, да бидеме реални, за жал, но како и да е, се што помага во адаптација на блокчейн технологијата е одлично, мене ако го прашувате, така да и моментално Reddit, неговото минтање на аватари е преку самата Polygon мрежа. Следно ми е Instagram. Значи знаете дека Instagram представува дел од оној пакет на WhatsApp, Facebook и Instagram, кој што е уствари поседуван од Meta, на тој келешот што прави моментално најголем мета проект на светот и кој што ги продава нашите лични информации на американски безбедносни, нели, безбедносни агенции. Значи не го заборавајте тоа. Ете, тоа е разликата помеѓу Web 2 и Web 3. Web 2 има собственици и моментално ние сме буквално продавани, нашите информации се продавани на оние кои што ги понудат највеќе пари, за тоа што правиме, што објавуваме, како мислиме, додека во Web 3 тоа ќе го нема. Идејата на Web 3 е да биде независен интернет, кон што цели и Polygon и целиот, значи, блокчейн сектор. Како и да е, во овој момент, сакали или не, таквите големи конгломерати како Instagram, Facebook и останатите се, за жал, постојани и моментално сигурно нема да се откажат брзо, посебно со оглед на фактот дека Instagram моментално, значи, прави посебен маркетплейс во кој што луѓето на Instagram ќе може да минтаат своји NFTs, че претпоставам тоа ќе бидат слики ваши, кои што ќе бидат NFTs и сега верувам дека ако станува збор за некоја позната личност, истите ќе можат да ги продаваат. Значи, во оваа ситуација целиот маркетплейс на Instagram ќе биде базиран на Polygon блокчейн технологијата. Значи самиот маркетплейс ќе биде уште еден проект фактички кој што ќе резидира на самата Polygon, на самиот Polygon екосистем. Така да тоа е многу голема работа со оглед на фактот дека замислете колку пари би направил, значи, Instagram маркетплейс кој што е базиран на Polygon мрежата. Со тоа што, значи, трансакциите кои што се реализираат како NFT и нивното минтање и нивното продавање и купување, сите ќе одат преку соодветните валидатори на POS мрежата на Polygon, што значи дека ќе има доста работа за тие валидатори кои што моментално се на Polygon секторот, со оглед на фактот дека ставаме збор за 1,4 билиона корисници на Instagram, за жал. И Starbucks, ова е едно од тие што мене ми се допаѓа така интересна идеја, значи моментално Starbucks прави проект наречен Starbucks Odyssey,
кој што како таков ќе има за цел во целиот свет на сите Starbucks кои што се низ целиот свет да им даде посебен тип на NFT, кој што вие кога да речем вие посетиле Јапонија, ќе може да отидете во Starbucks да речем во Токио и да со купување да речем на кафе да си купите и NFT, кој што ќе биде NFT изминтано повторно на Polygon, значи целиот овој проект ќе биде реализиран на Polygon, а знаеме и сами дека луѓето би направиле многу работи за да соберат одредена колекција, да речеме. Во оваа ситуација тоа е слично на ситуацијата со покемоните. Луѓе правеа чуда за да ги соберат тие покемони, па замислете дека тоа би било слично на оваа ситуација, посебно кога станува збор за бренд како Starbucks, кој што го има сегде во светот. Така да ќе биде интересно фактички да ги собирате овие NFT стикери во местата кои што ги посетувате. Верувам дека ќе дојде некој во Аљаска само за да земе стикер. Верувајте ми. Со оглед на фактот за какво општество станува збор, луѓето се позаинтересирани за NFT стикери отколку за луѓето кои што гладуваат во Јемен, но како и да е, нели, тоа е реалноста и интересно ќе биде кога ќе се направи овој проект, затоа што моментално се реализира и треба да започне негде во 2023 година на почетокот. Значи сите овие проекти моментално ќе бидат градени на Polygon, што е голема работа. Значи гледате ги мието кои што исполнавме до сега. Значи станува збор за конгломерати кои што имаат комплетна доверба во Polygon да го започнат нивниот проект на овој екосистем. Сега, Coinbase моментално една од најголемите, сега после FTX моментално најголемата менувачница во Америка, значи додаваат стейкинг за Polygon, односно фактички на тој начин јас колку што сум информиран, тоа значи дека самиот Coinbase ќе води фактички валидатори на Polygon, односно нодови, со тоа што нели ваквите нодови, оние кои што ќе се прикучат и ќе ги заклучат своите матик коини, ќе добијат своја видна награда во однос на тоа колку ќе нели нудат. Не сум сигурен, но е многу битна работа затоа што знаеме дека секогаш кога се отвараат ваков тип на, значи прво знаеме секогаш дека имаме еден памп кога станува збор за внесување на нов коин. Така, значи кога да речем Coinbase ќе внесе нов коин, најчесто имаме памп затоа што Coinbase да ве признае е доста битна работа, исто и Binance. А вториот е кога ќе се случи стейкинг, односно POS мрежата ќе биде застапена со валидатори од Coinbase, со тоа што ова е од 16 декември, че ова е генерално доста нова вест и верувам дека тоа е нели уште една потврда за квалитетот на Polygon. OG, значи Old Gangsta Audio App Winamp adds Ethereum and Polygon Music NFT support. Значи моментално Winamp се враќа назад со ново руво. Значи ако сите кои што гледаат во овој канал се верувам дека знаат точно за што стана збор. Winamp е една од оние HC класик апликации на кои што верувам дека сите вие сте слушале. Со тоа што ова повторно ќе биде десктоп плеер кој што моментално ќе може да се користи за слушање на NFT токени музика. Значи знаете и сами го разговаравме тоа кога разговаравме за категориите на музички криптопроекти, каде што значи следно во музичката индустрија е токенизација на песните, каде што ќе има само NFT музика, која што ќе мора да ја слушате на соодветен софтвер, како што е во случајот новиот Winamp, кој што моментално прифаќа Polygon и Ethereum NFT музички фактички токени, односно пак ќе кажам како што го кажа вистиот пример, ќе кажам повторно, замислете моментално Limp Bizkit или не знам Slipknot, AC/DC, некој од овие бендови да направи нов албум и да каже во новиот албум да речеме имаме албум од 10 песни со кои што секој од овие песни ќе има по 10 милиони примероци, што значи дека само 10 милиони луѓе на светот ќе може да имаат оваа песна како NFT и да ја слушаат во секое време. На тој начин значи не може да ја копирате, вие не може да копирате NFT non-fungible токен и истиот ќе мора да го купите да го сакате да го слушате, што ќе биде добар буст за креаторите на музика, затоа што ќе ги заштитите и односно нема да имаат потреба од онаа безпотребна администрација во музичката индустрија која што ви го зима не знам 80% од профитот, така да ако мене прашувате тоа на Polygon е многу добра работа, затоа што ова не е една, ова е втора, значи следна која што го прави истото е Legend, фактички ќе се нарекува, ова ќе биде посебна платформа за музика која што ќе се развива на Polygon екосистемот во колаборација со Warner Music. Не знам, некој студио претпоставувам, како и да е, каде што значи гледаме дека ова ќе биде целосна платформа, претпоставувам дека ова е нешто слично на самиот Spotify на пример, каде што нормално ќе може да ги купите фактички овие музика, песни кои што сакате да ги слушате и рековме дека ова е буквално дел од Web3,
музичката платформа, која што, значи, ова е следниот степен на интернет, тоа е она кон кој што треба сите да се целиме, затоа што во Web3 нема веќе значи, ви дава шанса да го поседувате она што сте го купиле, за разлика од ситуацијата во моментов каде што на Spotify вие не го поседувате, туку вие само го позајмувате. Истата ситуација и со Netflix, истата ситуација и со Disney, и со сите оние платформи кои што моментално не ви даваат да го поседувате тоа во дигитална верзија, туку само да го изнајмите додека плаќате. Кога ќе престанете да плаќате, вие немате никакви права. Додека за разлика од тоа, значи во оваа ситуација вие користите платформата со цел да ги купите, но може да ги трансферирате во било кое време сите овие дигитални добра. Затоа реков. Значи замислите Limp Bizkit прави нов модел, нов албум и има 10 милиони песни кои што може да ги купите. Ако имате една од нив, вие фактички може да ги преместувате на било кој плеер и да ја слушате поради тоа што тоа е ваша собственост. Тоа е разликата помеѓу Web3 и Web2, затоа одвај чекам Web3 да дојде, затоа што ваквите стопани како Facebook, Google и останатите моментално користат се против нас, со тоа што буквално, значи не само што поседуваат се што ние гледаме и слушаме, туку поседуваат и многу работи за нас, како буквално информација за тоа што вие сакате, што не сакате, што преферирате, значи сите тие работи, верувате ми, сакате или не, и вие представувате стока која што се продава помеѓу нив. Сега, Nike исто така моментално лансира некоја платформа наречена Swoosh, добро, која што ќе биде за купување на NFT фактички продукти, односно тоа ќе биде претпоставено некоја дигитална верзија на патики. Очигледно, интересно, и тоа е една од оние големи брендови кои што моментално работат со Polygon. И само уште една интересна работа која што ја најдов, значи ова е од септември 11 септември 2022 година, каде што знаеме дека моментално имавме голем замав на самиот bear market. Ова е после самиот пат на Terra Luna, така да она што сакам да го кажеме, значи во тој момент испаја вест во која што вели 200 вработени нови ќе влезат во Polygon. Значи тоа е голема вест за дното на bear market. Значи влез на 200 вработени, кога станува збор за најдлабок дел на bear market, е доста добар потек, со оглед на фактот дека Polygon сепак е на крајот мала организација која што дури сега почнува многу да расте. Значи мораме да признаеме дека ваков тип на вести, ако мене ја прашувате, се доста позитивни со оглед на фактот дека доаѓаат во најдлабокиот дел од bear маркетот и на тој начин ми покажуваат дека самата компанија навистина планира да расте. Сега на кратко ќе направиме анализа во однос на тоа каде се наоѓа самиот Matic токен. Значи знаеме дека претходниот all time high ние негде околу 3, со тоа што моментално се наоѓа во оваа ситуација каде што моментално сме. Значи сега ќе направиме една мерка. За момент, значи се наоѓаме на отприлика 75% од претходниот all time high, со тоа што во најдлабокиот дел од овој bear market, тоа е во јуни, добро, окей. Значи за разлика од останатите кои што паѓаат во целиот овој дел, Matic расте. Значи во тој момент стигнал негде отприлика околу 90% во минус, што е сосема солидна работа, значи кога токените доаѓаат до 99,5% во минус, така да имајте во тоа превид, и моментално црвената и плавата линија се една година пред халвингот и халвингот, со тоа што нели ќе продолжиме понатаму да го следиме ова. Сега, значи овој тренд кој што го имаме на најдолниот дел на Matic, кој ќе го клонираме и ќе го ставиме на горната граница од каде што почнува не првата, туку втората свеќе, затоа што првата нели секогаш не ја земаме во анализа. Моментално имаме ситуација во која што имаме канал по кој што се движи и негов ритест на горната граница. Значи моментално можеме да видиме дека се формира и дека оваа месечна цвеќе се обидува да го пробие, ќе видиме дали тоа ќе се случи, но доколку овој канал се задржи, значи понатаму ќе дојде до формирање на овој нагорен фактички триаголник. Сега, зависи од тоа како ќе успее да се формира, значи може истојот да пробие во нагорна или надолна граница, повторно се зависи од самиот маркет, односно тоа што ќе се случува. Значи на месечно ниво имаме сосема солидно придвижување нагоре на овој токен и ако измериме ќе видиме дека ова буквално представува стандардна. Значи гледате. Значи, ова е тоа што ви го нуди токени кои што се прв пат на пазарот и кои што ќе ги најдете во соодветно време. Значи, 4 мети нагоре од Фибоначи секвенцата се прекршени, како што е, например, blow off top во 2017 година на биткоин. Така. Значи, ете, тоа е онаа стандардна, да речам,
нов токен кој што ќе го најдете или коин кој што навистина има потенцијал. Сега во оваа ситуација гледаме дека од претходниот, значи сега по правило треба да го гледаме обратно сето ова и да видиме моментално на Фибоначи секвенцата од претходниот лоу кој што е во оваа ситуација овде до моменталниот хај и моментално да видиме каде се ногеме. Значи цената успеала да се задржи над 78,6% и истата моментално прави некој акумулационо поле помеѓу 61,8 golden ratio и 78,6. Со тоа што моментално се уште не сме паднали под 78,6, што не е случај со останатите коини кои што и правевме анализа. Значи ова нема да биде крајна анализа, ова е само моментална анализа, видиме кај се ногиме. Со тоа што гледаме дека во претходниот bull market 2021 година го имаме ова поле формирано во оваа обратна свеќа од целиот овој, значи гледате овдека, кој што моментално представува поддршка на цената во претходниот пат кој што сме го имале на 13 јуни, тоа е негде околу тералу на колапсот, со тоа што од оваа поддршка се движиме само нагоре, се уште, значи сме добиле знак за промена на моменталната, значи од bull во bear, што моментално го гледаме на Market Cipher, но повторно, значи моментално оно што можеме да заклучиме е дека се уште се движиме по горната граница на оваа тренд линија надолу, како и се уште се ногеме блиску до оваа тренд линија која што потекнува уште од самиот почеток на Матик. Моментално е многу рано за да правиме соодветна техничка анализа и да видиме како се тоа ќе се движи, со оглед на фактот дека се уште не сме утврдили биткоин дно, но јас сум многу задоволен со моменталната ситуација на Матик, значи задоволен сум со неговата токеномија, со неговата децентрализација, со неговата позиција во Етериум како незаменлив моментално да речем зупчаник во машината на EVM и дополнително гледаме дека има огромни партнери кои што на вистина може да го бутнат овој проект во многу добра ситуација во следниот bull market, со тоа што јас верувам дека ова ќе биде еден многу добар додаток на нашето портфолио за новиот bull market 2024 година. Значи знаете и сами веќе неколку пати го спомнувам како дел кој што потенцијално ќе биде од нашето портфолио и нормално тоа го направивме сега. Со тоа што ќе направиме уште поголема диверзификација како влегуваме понатаму во самиот да речем bull market, се уште не сме утврдиле дно, значи се уште не сме потврдиле дно така речено, но како и да е, значи ова е главната работа која што моментално е битна во оваа ситуација и се оно што можеме да кажеме за овој проект. Значи, може да видите и сами моментално, значи 51 минута ми требаше само да го представам сето ова, а може да замислите дека потребно е доста повеќе време за да ги најдете сите овие информации. Така да, секогаш кога станува збор за ваши пари, потребно е да ги најдете минимум овие информации, како што рековме, ќе направиме соодветен проект каде што ќе кажеме точно кои се битните делови кои што треба да ги најдете за еден проект, за да знаете дали истиот е солиден и соодветен за вашето портфолио во однос на кои се вашите преференции. Како и да е, значи вака опрлика треба да изгледа истражување за еден коин, односно токен, кој што сакате да го додадете во вашето портфолио. И нормално, уште еднаш ќе напоменам, бидете исклучиво предпазливи кога бирате што ќе купите во следниот bull market. Значи од исклучива важност е вашата структура на портфолио, затоа што сите ќе бидат во плюс, но некои ќе бидат многу повеќе од останатите и многу од овие проекти се многу посигурни за разлика од оние кои што ви нудат огромни потенцијални добивки, а имате скоро нула сигурност. Така да, секогаш треба да најдете баланс помеѓу сигурноста и потенцијалната добивка во однос на оно што го очекувате во 2024 година и тоа е оно што ние ќе го правиме заедно со вас. Значи ќе истражуваме нови проекти понатаму, опрлика истражувањето ќе изгледаат вака, кога станува збор за нов проект. И исто така ќе правиме и видеа каде што ќе разговараме за новите технологии, нови апгрейди кои што ги прават моментално овие проекти. Така да, нели, се тоа ќе биде во едно ново руво од кога ќе го утврдиме биткоин дното, затоа што сега нема логика да разговараме за потенцијални проекти за вашето портфолио, кога се уште не знаеме дали можеби пазарот и понатаму ќе продолжи да паѓа поради одредени black swan потенцијални евенти. Се надевам дека ви се допадна ова, уште еднаш ќе кажам дека ова е наша одлука, ова не е финансиски совет, тоа не значи дека вие треба сега да го купите овој токен или коин затоа што ние го кажавме, туку ова е само за да ви помогне при вашите одлуки, секој од вас треба да направи сопствено истражување на овој начин и за крај, ше еднаш ќе ве замолам, значи гледате дека напорно работиме за македонската заедница, се обидуваме да изградиме заедница заедно, која што ќе работи и понатаму во следниот bull market, затоа што само заедно можеме да направиме многу подобро поставување на целата заедница во однос на потенцијален профит во следниот bull market.
И ќе ве замолиме за една многу битна работа. Вие сте нашата реклама, значи тоа ќе го кажувам постојано, затоа што се додека вие сте задоволни од нашата работа, тоа е единствениот начин на кој што можеме да расшириме оваа материја, затоа што кога вие би препорачале некој дека има моментално соодветен канал во Македонија на македонски јазик кој што навистина работи за едуцирање на македонската јавност, тоа би било една голема помош за каналот и понатаму да се шири, затоа што како што кажав, постојано кажувам, значи нашиот материјал не се плаќа. И како таков единствена цел е да помогне при едуцирање на нашата јавност во Македонија, која што навистина има мали познавања од криптосекторот и ние не знаеме се, и ние учиме, затоа и заедницата ни помага во оние делови кои што можеби ние сме ги испуштиле, кои што не сме ги зеле во предвид, некои информации кои што и нас не ни биле познати, како и да е, значи досега јас сум презадоволен од заедницата која што работи со нас, се надевам дека така ќе продолжи и понатаму и се надевам дека каналот ќе успее да се да го донесе она кое што нас ни е цел, а тоа е информирање на македонската јавност за криптосекторот кој што доаѓа многу побрзо од она што луѓе мислат. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден, уживајте во нашиот материјал. Само пред да завршам би сакал да најавам дека моментално разговараме со Никола да биде снимен подкастот негде во недела, така да ако биде во недела, најчесто, значи голема веројатност дека во понеделник може да го гледате, не можам да ветам ништо со оглед на фактот дека јас и он сме доста зафатени, но во моментот кога ќе биде снимен, ќе биде пуштен на нашиот канал, вие ќе бидете известени за тоа, како на Криптовалути Македонија, така и на нашиот канал, така и на нашите социјални мрежи, кои што може да ги најдете во дескрипцијата на нашето видео. И дополнително за теми кои што би сакале да разговараме, може да оставите ваши предлози на моменталниот пол кој што е во тек на самата Криптовалути Македонија, каде што може да дадете и своја опција или да гласате за некој од оние кои што моментално веќе се понудени од други членови. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гимиџи.